Македонската телевизија е на последната проба на единствениот женски аматерски хор Фрида, кој вечерва во Сулијан со почеток во 20 часот ќе одржи свој концерт во рамки на 46-тото издание на Скопско лето. А повеќе детали за тоа што ќе се случува во овој историски амбиент дознавате токму од Сузана Турунџиева, која што покрај тоа што е диригент на овој хор е и основач. Сузана, добре ни дојдовте. Добре ве најдов и ви благодарам што сте гости на нашата последна проба пред овој за нас многу значаен настан. Ова не е ваше прво настапување на Скопско лето и минатата година настапувавте на 45-тото јубилејно издание, но што е поразлично оваа година во однос на изведбите? Каков репертоар подготвувате? Да, лани го скршивме мразот и настапивме со таа единствена која ни беше постава, фактички првата постава на Фрида од Македонија. Во меѓувреме бројот се зголеми двојно повеќе, ако не и повеќе од двојно, и овој пат се представуваме со две групи, едната која веќе си беше од минатата година позната на публиката и втората која ни се приклучи од септември, значи поновата група и помалку искусната, но која многу сериозно си ја фати здраво работата и мене навистина многу ги надмина моите очекувања. Колку Сулијан влијаеше на изборот на изведбата и на репертоарот кој што ќе го изведувате вечерва, со оглед на тоа, на таа историска нишка што има таа акустика и таа емотивна, интимна атмосфера? Па таму ми се чини кој репертоари да се одбере, тоа ќе добие една посебна димензија, еден посебен звук и едно доживување кое сум сигурна дека публиката ќе си го понесе со себе и долго ќе ги држи. Ние уште пред да знаеме дека воопшто ќе биде Сулијан локацијата каде овој пат ќе имаме можност да пееме, го имавме спремено репертоарот и го работевме вредно и посветено уште од крајот на 2024 година. Одлучивме оваа година повторно нешто да задржиме од македонскиот мелос, нешто од наши песни кои што го одбележале минатиот век и да обработиме песни кои што беа многу големи хитови во 60-тите, 70-тите па и 80-тите години од минатиот век, така да овој пат ќе видиме на сцената многу солисти. Речиси во секоја песна која што ќе ја изведеме, ќе имаме и по некој солист кој што лани го запознавме, ама оваа година дополнително ќе ги запознаеме, а ќе ја видиме и највозрасната членка која ни пее како солист во хорот. Што очекувате на вечерашниот концерт да понесе со себе публиката? Како впечаток, како емоција, како приказ на која што ќе ја понудите? Јас сум сигурна дека песните кои што вечер ќе ги испееме се песни кои ги знае публиката, без разлика на возраста. Јас сум сигурна дека уште долго во ноќта и во текот на утрешниот ден тие ќе си ги подпевнуваат рефрените и сум сигурна дека ќе посакаат да дојдат повторно на првиот следен концерт кога ние некаде ќе настапуваме, а ќе се потрудиме додека е убаво времето да го правиме надвор меѓу луѓето, бидејќи веќе сме препознатливи по нашите цвеќиња во косите кои што секогаш ги имаме и сето тоа ми се чини дека внесува една надеж, една верба, една потреба да се вратиме на старите вредности, во времето кога луѓето навистина се дружеа, кога си пееа, во времето на серенадите, во времето кога не постоеше интернет и паметни телефони, кога денеска секој еден од нас, возрастните, а да не спомнувам од децата, е отуѓен и осамен сам со својот телефон. Токму во минутите кога сме овде, ние сваќаме колку е убав животот кога сме заедно, сплотени и дишеме како една. Благодариме многу за вашето гостување, да ги поканиме нашите гледачи вечерва, доколку се во можност. Да, така е. Сите патишта вечерва водат кон Сулијан. Јас предпоставувам дека за оние кои не си набавиле влезници, ќе има влезници да се набават и за стоење, барем така разбрав неофицијално, во Сулијан, бидејќи таму ќе има и еден шанк на едно популарно кафуле од центарот на градот, каде што ќе можат и да не слушаат, и да си се напијат нешто, и да уживаат, и да се забавуваат, да пеат заедно со нас. Дека Влада е требна за вечерашниот концерт, сигурно.
бидејќи чувствуваме огромна одговорност. Одговорност прво, сите заедно према нашата диригентка, а одговорност и према самите себе. Дали сето тоа ќе биде онака како што сме го замислиле? Дали ќе успееме, а верувам дека ќе успееме, бидејќи навистина многу макотрпно работевме сите овие изминати месеци, се спремавме, вежбавме, и по повеќе проби, значи, во текот на неделата имавме, така да се надеваме на еден одличен концерт и публиката се надевам дека ќе не награди. Лани и имавме и папки со кои пеевме. Годинава, еве, малце сме пораснати, да речем. Сузе толку има доверба во нас. Еве, прв пат ќе настапуваме без папки, без текстови. Изведуваме песни кои се на англиско говорно подрачје, италијански, така да она верува во нас, ние веруваме во неа и ќе биде добро веројатно, а возбудата е за мене иста, дури можда и поголема, затоа што сепак нови песни изведуваме. И минатата година кога учествувавме на Скопско лето и оваа година секако не држи таа возбуда. Нас ни е огромна чест затоа што сепак дојдовме до ова да учествуваме на Скопско лето. И не ни предпоставувавме дека некогаш ќе настапуваме, меѓутоа навистина ни е огромна чест затоа што, како што секогаш сакам да кажам, ќе го покажеме она што сме ние фридите. А тоа значи дека ние сме храброст, ние сме хуманост, ние сме љубов и кон себе и кон другите. Ние едноставно зрачиме со една позитивна енергија која што сакаме да споделиме со сите. И во Скопје и во Македонија.